Денеска православната црква ги празнува светите маченици Тарах, Проф и Андроник, светиот Мартин епископ Турски и преподобниот Козма Мајумски. Светите маченици Тарах, Проф и Андроник. Тарах бил роден од Клавидиопол во Сирија, Проф од Сида Памфилиска, а Андроник бил син на познат ефески граѓанин. Сите тројца заедно биле мачени од началникот Нумери Максим за време на царот Диоклецијан. Тарах имал 65 години за време на мачењето. Кога началникот 3 пати го прашал за името, тој 3 пати одговорил христијанин. Најнапред ги тепале со стапови, па крвави ранети ги фрлиле во темница. Потоа повторно ги извеле на мачење. Кога началникот го советувал Проф да се одрече од Христа, ветувајќи му почести од царот и свое пријателство, светиот Проф му одговорил: ниту сакам цареви почести, ниту пак твоето пријателство го сакам. Кога поминале кај светиот Андроник со потешки телесни маки, младиот Христов маченик одговорил: телото мое пред тебе, прави со него што сакаш. По долготрајни мачења по разни места, сите тројца маченици биле фрлени во арена пред зверови. Пред нив имало некои други осуденици во истата арена, растргнати од зверовите. Но зверовите не сакале да им наштетат на светителите, туку и мечката и лутата лавица се умилкувале околу нив. Кога го виделе тоа, многумина поверувале во Христа Бога и му викале на началникот. Бесен од лутина и полут од зверовите, тој им наредил на војниците да влегле и со мечеви ги исекле Христовите војници на парчиња. Телата им останали измешани со мртвите тела на останатите осуденици. Тројца христијани, Макари, Феликс и Вери, кои присуствувале на убиството на светите маченици, дошле таа ноќ да ги земат нивните тела. Но бидејќи телата биле измешани, а ноќта била многу темна, тие двоумејки се како да ги препознаат телата на мачениците, се помолиле на Бога и одеднаш се појавиле 3 свеќи над светителските тела. И така тие ги зеле и честно ги погребале. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Васили Велики. Светиот Мартин епископ Турски. Роден во Панонија во еден граб на Штаерска во 316 година, од родители незнабожци. Татко му бил римски офицер и така и младиот Мартин, иако не сакал, бил даден на војничка служба. Меѓутоа тој веќе бил огласен во христијанската црква, која со сето срце ја сакал од раното детство. Една зима патувајќи со другарите кон градот Амиен, тој пред капијата на градот видел еден просијак, без малку гол, каде што се тресе од студ. Мартин се сожалил, изостанал за другарите,
Ја симнал од себе својата војничка наметка и со сабјата ја пресекол на две дела. Едната половина ја дал на просјакот, а со другата тој се наметнал и продолжил. Таа ноќ насон му се јавил Господ Исус Христос. Наметнат во онаа половина од неговата наметка им рекол на своите ангели: Мартине што туку огласен, а еве ме облече во својата облека. Излегувајќи од војската, Мартин веднаш се крстил и ја крстил и својата мајка. Потоа се замонашил во епархијата на светиот Илари Поатски и минувал живот полн со вистински подвиг. Бил премногу смирен и заради смирението Бог му дал дар на чудотворство, така што и мртви воскреснувал и лоши духови изгонувал. И против неговата волја бил поставен за епископ во градот Тур. По тешката работа во лозјето Господово, по мачната борба и со незнабожците и со еретиците аријанци, светиот Мартин ја предал својата света душа во рацете на својот Господ во 397 година. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Преподобниот Козма Мајунски бил роден во Ерусалим, другар на светиот Јован Дамаскин, чии родители го зеле уште како сираче и го воспитале. Како монах му помагал на светиот Дамаскин да го состави октоихот. И самиот испеал многу канони на светителите. Со посебна убавина и длабочина се одликуваат каноните на Лазарева сабота, на цветници и на Страсната недела. Бил епископ во градот Мајум, близу до Газа Палестинска. Го надживеал светиот Јован Дамаскин и завршил во длабока старост. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти. Воскресис
плотити ся от святия Богородиці і присно Деві Марії, непреложно во человечі вися, розпнися же, Христе Боже, смертію смерть поправи, един си святия Троїці, спрославляем і Отцу і Святому Духу, спаси нас. Поуки од светите отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Благослови